Субвенциите за оризот ќе продолжат, без разлика дали земјоделците ќе сеат од досегашните или пак од новите турски сорти. Од Министерството за земјоделство ги демантираат гласините дека се размислувало за известни промени во поддршката на оризопроизводителите. Проширувањето на површините во Кочанско, што до година се најавува дека ќе се засеат со турски сорти ориз, немало да влијае на веќе утврдената политика за субвенционирање што ја има донесено ресорното министерство. Ова го потврди и министерот Димовски при неговата неодамнешна посета на Кочани. Тоа е политика дефинирана на Министерството, односно на владата на Република Македонија во соработка со индивидуалните земјоделски производители. Внимавајте, ниту една мерка која што има Министерството дефинирано, креирано и предложено до владата не е донесена доколку немаме согласност од самите земјоделци. Ние сме партнери. Она што го креираме во земјоделството, тоа го работиме заедно со земјоделците. Значи, како да кажам, исклучена е можноста да се укинат субвенциите, баш напротив. Димовски рече дека не знае од каде стигнале информации од и сите што ќе засеат турски сорти ориз, нема да ги следува субвенционирање од државата. Според него, политиката на Министерството е поддршката да се исплатува за килограм произведена арпа, без разлика од која сорта е. Информациите што ги засегнаа земјоделците од Кочанско пред известно време беа дека во владата се размислувало за двоен аршин во поддршката на оризопроизводството. Причина за тоа наводно било што новите сорти имале поразличен квалитет на зрното, како и гаранциите дека производството ќе се откупува за турскиот пазар по доста поповолни цени од досегашните.